Вести на Канал 5. Поранешниот министер за економија Кришник Бектеши, поранешниот директор на Државниот пазарен инспекторат Горан Трајковски и уште едно лице вечерва се спроведени на сослушување во основното јавно обвинителство Кочани за трагедијата во дискотеката во која животот го загубија 59 лица, а над 150 се повредени. Што се браните? Чувствувате ли одговорност? Тоа беше дело во атмосферата. Инаку претходно морам да напоменам дека првиот човек на обвинителство Кочевски даде изјава дека за 14 лица сега е проширена постапката и за нив се бара краткорочен притвор, се товарат за тешки дела против безбедноста и за кои казната може да биде од 3 до 20 години. Предлагам кусо да погледнеме таа изјава. Ќе се оценува низ призмата на кривичното дело, тешки дела против општата сигурност од член 292 од КЗ, за кој е предвидено казна затвор од најмалку 3 години без горна граница на казнување, што значи дека казната може да се движи до 20 години. Освен ова, се испитуваат действија и на примање и давање подкуп, незаконска набавка и употреба на пиротехнички средства, но и повеќе други кривични дела. Во овој момент располагаме со бројка од 14 лица кои исто така ќе бидат доведени пред судот и ќе се бара и за нив предлог за определување на краткотраен притвор. Но ќе барате за Бектеши краткотраен притвор? Значи за сите лица што ги спомнав ќе се бара краткотраен притвор. Така тоа беше јавниот обвинител Кочевски кој кажа дека за 14 лица ќе се бара краткорочен притвор. Тука цело време по некој излегува со лисици, се носи со комбиња, а инаку во текот на денот Дуи порака дека ова со Бектеши било политичка пресметка. Политичка пресметка, предлагам и таа изјава да ја погледнеме. Тврдењата дека од Министерството за економија некој издал лажна лиценца се целосна конструкција. Ако некој, поточно државниот секретар, земал пари да издаде лиценца, истата ќе ја издал и ќе била и евидентирана во Министерството, но и во регистарот на лиценци кој постојано, месечно се апдейтира со најнови податоци. А таква лиценца не е евидентирана, бидејќи и не е издадена. Во текот на денот кулминира протестите во градот. Што точно се случуваше и каква е ситуацијата во моментот? Во моментот Бубе останува дел од полицијата да ја штити на некој начин уличката каде што се наоѓа куќата на сопственикот на дискотеката на смртта, но толпата веќе и граѓаните уствари се разотидоа, полека се повлекоа кога видоа дека ќе треба да се судрат со полицијата, тоа не го сака. На крај излезе едно свештено лице кое ги замоли во името на сите да се повлечат полека мирно, бидејќи треба да се подготвуваат практично со молитвите да бидат кон тоа како да се испратат дел од жртвите кои треба ги очекува да пристигнат. Предлагам кусо да погледнеме дел од атмосферата како беше во текот на денот, како изгледаат тој марши, тие инциденти што избија во тоа движење на маршот на секаде низ градот, беа пред општината и пред куќата на градоначалникот и на други места каде што кршеа, демолираа кафулето на поранешниот на сопственикот на дискотеката е целосно демолирана, кој исто така е во негова сопственост и едно возило кое што е дел од неговата компанија, така да предлагам кусо да погледнеме атмосферата.
Така, бројни сведоштва денеска забележавме со нашата камера низ Кочани, бројни изјави, дел од луѓето и тука ни пристапија, пред малку имаше една девојка која што била повредена во дискотеката, која што буквално била газена од стампедото и која што кажа дека е дојдена тука пред медиумите да даде изјава дека токму еден од обезбедувањето и го спасил животот и не беше јасно како може да биде еден од обвинетите. Ние поразговаравме, односно земавме изјави додека траеше протестот, на кој што главно учесниците на протестот бара правда и одговорност. Да ги погледнеме и тие изјави. Бараме некој одговорен, да дојде да преземе одговорноста. Ние не се тргаме од тука додека некој не дојде да си ја земе одговорноста. Така ли, момци? Така е. Че бараме одговорност. Зашо нема никој? Господи, зашо нема никој? Градоначалник? Не. А каде е градоначалник? Каде се децата што се борат за живот? Зашто? Живи си да изгорат таму. Имаме едно прашање. И тие живи што изгореа. Имаме едно Како прашање. оваа правда? Многу пари за мал нека каже на овај народ тука на целиот. И полицијата нека преземе мерки. На сите нека каже. За ова јавување ќе остане само уште да кажеме дека остануваме тука да следиме, односно најверојатно ќе се чека во доцните ноќни часови ќе биде познато каква ќе биде одлуката на основното јавно обвинителство и најверојатно преку сопштение или утре преку изјава ќе биде соопштено и за јавноста. За ова јавување од Кочани толку. Игор Манасиевски со последните информации од Кочани. Од утре започнува теренска контрола на сите субјекти во државата регистрирани како кабареа, дискотеки или ноќни клубови, најави владата по денешниот координативен состанок. Претходно премиерот Мицкоски откри дека само 12 локали имале соодветни лиценци. Лидерот на СДСМ Филип Чепак побара темелна истрага. Андријана Лазова Божиновска. Нема да има милост и толеранција за никого. Ке ги затвориме сите нелегални клубови. Премиерот Мицкоски уверува дека ќе бидат преземени најстроги мерки против сите кои работат спротивно на законот. Од регистарот на Министерството за економија констатирале дека минатата година биле издадени само 12 лиценци за кабареа, што според премиерот ја покажува шокантната состојба во државата. По обвинувањата од ДУИ дека власта без основ ја префрала вината кон нив. Мицкоски им одговори да не играат на етничка карта. Тоа што се случувало е повеќе од криминал. Ова е би рекол масовно убиство кое што некој го дозволувал за пари, за мито, за корупција да се случи. Да им одговорам на оние што прават полноќни пресконференции. Тука нема политика. Ќе одговарате сите кои што сте се дрзнале на овој начин да водите политика на грбот на граѓаните и на животите кои што овие деца ги изгубија. И нема да има милост, од дома ќе ги вади. Ако мислат дека ќе се обидат на етничка карта да играат и на политиканство кое што вчера се обидува со тие полноќни пресконференции. Од дома зушти ќе ги вади. Ова не е време за политички пресметки, порача лидерот на опозицијската СДСМ Филипче во обраќање од партискиот штаб. Рече дека будно го следат целиот процес по трагедијата во Кочани и како партија стојат на располагање да помогнат онаму каде што е потребно. Никој не смее да биде поштеден, ниту актуелни, ниту поранешни функционери или службеници. И тоа не е прашање на политика, тоа е прашање на вистина и на правда. Потребна е одговорност на секој еден, потребна е одговорност на сите нас како граѓани. И ни е потребно единство, ова не е време за политички пресметки. Од владата попладнево соопштија дека е донесена одлука во соработка со Црвениот крст на Скопје да има една официјална сметка за донации, за телефонско и електронско донирање, како и преку сметка на Фондот за солидарност. Исто така утре на владина седница ќе биде официјализирана и одлуката за покривање на трошоците за превоз и сместување на семејствата на повредените деца кои се лекуваат во странство, а објавен е и контакт број за координација на сите кои им е потребна оваа помош. Со едноминутно молчање се одржа собирот на неколку стотици студенти и професори пред платото на УКИМ во Скопје. Барањата беа за реформи во системот, кој, како што порачаа дел од присутните, изминатите 3 децении бил целосно корумпиран. За утре се најавени протести во Скопје и во повеќе градови низ државава. Дејан Трајковски.
Студентите целосно го исполнија платото на УКИМ. Со 7-минутен молк им одадоа почит на загинатите во пожарот во Кочани. Со солзи во очите, вкочанети погледи и свеки во рацете повикаа на сплотеност во овие трагични моменти и им оддадоа сочувство на семејствата. Се собираа и донации за поддршка. Освен пораките за сочувство, испратија и пораки за реформи во системот, за кој велат 30 години бил корумпиран. Она што е потребно понатаму се суштински длабоки реформи, бидејќи навистина поради корупцијата која што го јаде нашето општество се случуваат овие трагични моменти. Едноставно такви работи не смееме да дозволиме да се случуваат. Значи веќе дискотеките стана небезбедни, каде што младите да се забавуваат, веќе не можат ни тоа да го прават. Не смееме да реагираме само секогаш кога има трагедија. Ќе се случуваат вакви работи доколку не реагираме на време. И ова е порака до сите, не само до политичари, не само до суди, до сите луѓе. Мораме да се погледнеме самите себе си и мораме да изнајдеме решение. Ако не, уште младите ќе си одат и држава веќе за жал нема да постои. На насобраните им собрати ректорката на УКИМ Билјана Ангелова, која рече не ни замислувала дека само по 6 месеци од нејзиниот пригоден говор за прием на нови студенти, повторно ќе застане пред истото плато да зборува за ужасна трагедија. Таа, како и министерката за образование, порачаа дека сега единството е најважно и побараа солидаризирање со семејствата на жртвите. Жалиме за соништата што никогаш нема да се остварат, за смејата што повеќе нема да се слушне, за иднини кои што за секогаш ќе останат ненапишани. Тие беа синови и ќерки, браќа и сестри, пријатели, соученици, секој од нив уникатен, сакан. Неподнослива е болката да се изгуби некој толку полн со живот, некој чиј пат што току започнал. Таа болка е непреболлива. Јас сум и мајка, и сестра, и тетка и можам да разберам што се случува. Преемотивно беше да се биде меѓу стотиците присутни. Во 2 наврати говорите беа прекинати, на неколку студенти им се слоши, поради што интервенираше и итната медицинска помош. Студенти од медицина ве молам помогнете им. Кока-кола некој дали има? Да однесе кај чадорите. Во овие денови на тага, студентите велат не планираат протести од почит кон семејствата. Ќе организираат собири на речиси сите факултети во Скопје, во кои ќе се оддава почит, а предавањата ќе бидат прекинати до крајот на неделата. По 7-дневната жалост ќе соопштат дали ќе имаат и други студентски активности. Универзитетското студентско собрание на УКИМ на својата фејсбук страница попладнева упати јавно извинување до сите членови на академската заедница во однос на чинот на говори на денешниот настан во универзитетскиот кампус. Ова е прва наша организација од овој тип и се молиме да биде последна. Ги прифаќаме сите критики за овој и за секој нареден настан, а и ние самите ги увидовме. На наредните собири нема да има никакви говори, се наведува во објавата на Фејсбук. Министерот за здравство Арбен Таравари, кој попладнево го посети клиничкиот центар Мајка Тереза, информираше за состојбата на повредените и апелираше до сите кои присуствувале на трагичниот настан да се пријават кај нивните матични лекари. Тие 3 нови пациенти од Кочани, веќе 2 се донесени во клинички центар и еден е во 8 септември. Така да во Кочани и во Штип остануваат болниците без пациенти, значи тоа што ни беше и стратегија, сите пациенти да ги повлечеме во Скопје, постепено сите да бидат во клинички центар, значи третирани на ниво на терциерно здравство. До сега се 84 пациенти вкупно во Скопје од немилиот настан во Кочани. Состојбата на сите пациенти до сега е стабилно. Да се надеваме да нема компликации или влошување на состојбата. Вестите завршија.